колеги, почитувам представник на владата. Прво, јас би сакал кратко да кажем една принципиална критика по однос на Комисијата за европски прашања. Воопшто немаше потреба владата да се бламира и со овој закон, каде што очигледно е дека има заеднички и политички и општествен интерес да се стигне до подобро решение по однос на овие одговорности и слобода на изразување, на говор, но и заштита од навреда и клевета, и можеше да се оди во една редовна процедура и да се стигне на многу поедноставен начин, поделовнички, наместо на ваков контраверзен начин до едно заедничко решение. Втората работа што сакав да ја споменам е едно лично искуство, а ќе се надоврзам на она што го кажа колегата Здравко Тројанов, по однос на клеветата и навредата и нивната злоупотреба за трговски, политички, медиумски, лични или други интереси од страна на одредени групи во одредени околности. Имено во 2011 година еден тогаш печатен медиум, кој што сега веќе не се издава, беше објавен еден текст со некаква навреда и клевета поврзана со некакви материјални приходи од моја страна, кои што беа невистинити и немав друг начин, освен правно да пробам да докажам дека тоа е невистинито. И на моје изненадување, новинарот кој што беше подпишан на самиот текст, името му беше Александар, дојде, разговаравме, и самиот кажа дека веќе не работи за тој медиум, дека добил отказ, дека се наоѓа во прилично незавидна финансиска ситуација, без некои стабилни приходи, и дека од главниот уредник на медиумот му било наложено да подпише таков текст, а кога кажал дека може да се соочи со одредена санкција или одредена финансиска штета за навреда и клевета, му рекле не се грижи за тоа, ние имаме специјален фонд, ова е политичка борба, целта ни е да се нанесе одредена, да се фрли одредена дамка на одредени политички активни луѓе, а потоа кога ќе дојде време, ако случајно треба да платиш некакво обештетување, ние ќе го подмириме тој трошок. Сакам да кажам дека проблемот со навредата и клеветата, слободата на говорот и слободата на изразување не се решава со овој закон, но може да биде добар почеток за дискусија за воиднина како да има посеопфатно решение. Втората работа што сакам да ја споменам по однос на казните, во рете гледам дека има нивно намалување, пишува со новите измени се предвидува судот да не може да досуди поголема сума од 400 евра за новинар, 2000 евра за уредник, а медиумот не повеќе од 5000 евра. Но тука имаме еден друг проблем, кој што пак мислам дека треба да се занимава со ова Министерството за правда и заедно со Сдруженијата на новинарите да изнедат одредено решение. Станува збор за нелојална конкуренција. Ние имаме медиуми, уредници и новинари кои што пишуваат со име и презиме, реално постојат и реално се регистрирани како медиуми, и кај нив може да одлучите да се рекламирате, да се пожалите, да ги пофалите или евентуално да дојдете во позиција да се објаснувате за клевета и навреда, но имате работа со познато правно или физичко лице. За жал во државата и особено мислам од страна на провладини структури во последно време се стимулира регистрирање на, еве ќе ви прочитам еден така наречен медиум, Друштво за услуги, трговија, производство, Скајпрес, увоз, извоз, Доел Ресен. Ова е порталот Центар МК. Ковачевски не знам, до Куманово да појде да посети роднини, овие ќе објават дека направил прекрасен потек и тоа е за пофалба. Сендвич со мартадела да изеде, ќе кажат дека е тоа најздравиот сендвич на светот, но овој медиум не е регистриран како медиум.
регистриране како друштво за услуги, трговија, производство, увоз, извоз, ДОЕЛ Ресен. И при ваква, а имате други медиуми, имате Канал 5, имате Алсат, имате Сител, Телма, други портали, не е битно да не ги именувам сите, кои што се регистрирани како новинско-издавачки куќи, како трговско радиодифузни друштва, како друштво за издавачка дејност, маркетинг и односи со јавност и така натаму и така натаму. Се дефинирани како медиуми и нив законот ги опфаќа како медиуми. Но очигледно е дека со ваквото решение ние ќе постигнеме еден минимален напредок по однос на дефинирањето на одговорноста за навреда и клевета, на взаемно задоволство и на оние кои што се занимаваат со јавно мислење и на оние кои што се предмет на дискусија на јавното мислење и кај самите новинари, нивните анализи, критики и коментари и кај јавните личности, но истовремено ќе остане една голема празнина, недефинирана, незатворена со ова законско решение, а тоа е нелојалната конкуренција во самиот медиумски простор, кој што повторно ќе напоменам дека во овој момент веројатно во најголем дел е стимулиран од страна на провладени групи, кои што одредени здруженија, регистрирани за трговија, увоз и извоз, и нивните портали ги користат како медиуми, а истите не се регистрирани како медиуми и со самото тоа можат или се користат се злоупотребуваат за одредена политичка, лична, комерцијална или некоја друга агенда. Не мора да е само поврзано со политиката, може да биде предмет на деранжирање и некое трговско друштво, некоја комерцијална марка или некој стопанственик или некој предпријатие кое што е конкурентно на друго предпријатие кое што има поблиски односи со власта. Затоа сметам дека Министерството за правда не треба тука да застане, ова е само еден мал чекор, треба заедно со здруженијата на новинарите да се изгради еден добар дефиниран став за тоа што значи да се биде медиум, да се биде собственик на медиум, главен и одговорен уредник, новинар или нешто друго поврзано во таа област, а нормално се согласувам со праксата која што е востановена во сите земји членки на Советот на Европа, дека треба да се почитуваат правните искуства од Судот за човекови права во Страсбург, каде што јавните личности и носителите на државни функции би требало да имаат поголем, повисок праг на толеранција по однос на изнесено мислење, критика, па дури тоа некогаш може и да биде на граница помеѓу навреда и клевета, но сепак тие кои што се занимаваат со јавна дејност и се државни функционери треба да бидат потолерантни и со тоа да дадат придонес во слободата на говорот и изразувањето. Генерално сметам дека тоа што се прифатија забелешките дадени од колегите Миле Левков и Рашела Мизрахи, во голем дел го подобрија текстот на законското решение и сметам дека вакво какво што е сега е далеку подобро од оној првичен текст кој што предизвика оправдано многу контраверзи, но ќе напоменам Министерството на правда да продолжи да си действува во оваа област, за да може, пак ќе има одредени злоупотреби, не верувам дека тоа може да се анулира, но да може да се знае кој за што сноси одредена одговорност и кој кога има право да се повика на слободата на говор и изразување во јавниот простор. Благодарам многу. Met u observua lista.